Градот Скопје започна постапката за реализација на проектот Тунели под Кале, кој вклучува изградба на нова сообраќајница која ќе ги поврзе општините Центар и Чаир, преку продолжување на булеварот Свети Климент Охридски со мост и вијадукт над реката Вардар и тунели под Скопското Кале кон Пластичарската улица. Распишан е тендерот за изработка на основниот проект и на измените и дополнувањата на проектот за инфраструктура на идната скопска сообраќајница. Со новото сообраќајно решение на град Скопје се предвидува од северниот до јужниот дел на главниот град да се стигнува за 10 минути и ќе се намали сообраќајниот метеж на мостот Гоце Делчев, каде дневно поминуваа до 90.000 возила. Целта на град Скопје е со овој проект да се поврзе булеварот Свети Климент Охридски со Пластичарска улица во Чаир. Булеварот ќе биде издигнат во висина од 6 до 9 метри. Потоа од зградата на владата на Република Македонија сообраќајот ќе се одвива по нов мост преку реката Вардар кој ќе биде долг 173 метри, а широк 20 метри и ќе има 4 сообраќајни ленти. Мостот ќе продолжува како вијадукт долг 262 метри се до влезот во тунелот под Калето. Со реализацијата на овој проект, Скопје за прв пат ќе добие тунел долг 250 метри, а широк 20 метри. Од тунелот сообраќајот ќе продолжи на кружен тек издигнат 5 метри над Пластичарската улица.